Ѓурчев, интензивно се вративте меѓу народот со протести во внатрешноста, но и овде денеска сте во Скопје. Кои пораки на Скопјани ќе им ги пренесете практично од оние што сте ги собрале меѓу луѓето во внатрешноста? Па ќе се каже онаа порака која што се повеќе ја чувствуваат граѓаните на Република Македонија, а тоа е едно општо незадоволство од состојбите во државата. Ќе одржиме протест за Република Македонија со силна поддршка за уставното име Република Македонија. Истовремено ќе упатиме и порака на апел до оваа власт да почне да го работи она за што е избрано. Граѓаните се разочарани, економската живеачка е навистина тешка, луѓето се иселуваат, младите се незадоволни, народот е незадоволен, пензионерите се незадоволни, така што тоа ќе биде една порака на незадоволство и Мицковски како лидер на опозицијата, како наш кандидат за премиер, ќе го артикулира и ќе го каже тоа незадоволство. Кога сме кај економијата, денеска реагиравте во врска со амандманите кои што, како што рековте, ви се одбиваат во однос на законот за буџет. Па да, еве, конкретно имавме амандмани за Источна Македонија. Источна Македонија со оваа влада буквално е на црна листа. Нема никакви проекти за Источна Македонија, истокот е целосно запоставен, но истовремено запоставени се сите други краеви на Македонија. Еве имавме проекти за Скопје, за да се бајпасира незадоволството и неспособноста од Петре Шилегов, кој што нема никакви проекти во Скопје, а власта ги одби тие проекти. Одбиени се нашите амандмани за Битолскиот крај, за Битола, за Пелагонија, за Прилеп и за Прилепско. Охрид буквално никаде не фигурира. Повардарието, значи целиот тој потек од Велес до Гевгелија преку Кавадарци на Готино. Исто така ништо. Одбиени се нашите амандмани за Тетовско, за Гостиварско, за Мавровско-реканскиот крај. Значи, оваа влада со овој буџет ќе исцеди најмногу пари во историјата на Македонија, како никогаш повеќе луѓето ќе бидат оданочени, а буквално нема никакви проекти. И за Источна Македонија, и за Западна, и за централниот дел, за Скопје ништо не се случува, значи буквално едно мртвило, една зачмаена сока која што за жал Македонија враќа 20 години наназад. Освен што сте интензивно присутни не само на политичката сцена меѓу граѓаните преку протестите и така натаму, и делувате интензивно и на меѓународната сцена, односно конкретно вие неодамна се вративте од САД. Имавте како единствен македонец досега обраќање и пред Сенатот. Колку се тоа е важно за поддршката за Македонија? Па да, тоа беше форум за безбедност кој што се одржа во Сенатот на САД во Вашингтон. Таму имаше околу 400 учесници, парламентарци од целиот свет, но носечки луѓе беа сенаторите и конгресмените од Соединетите Американски држави, нивните think-танкови. И навистина тоа беше една добра посета со разговори во Стейт департментот, со разговори во ИРИ, Меѓународниот републикански институт, Националниот демократски институт, со глобалниот претседател, една одлична средба имавме, нивни think-танкови, значи поголем број на политичари, навистина добри средби во кои што ние треба да ја кажеме македонската вистина. САД, Америка, исто така и светот. Треба да ги чуе македонските аргументи. САД е стратешки сојузник на Република Македонија и моите пораки беа во таа насока. Значи, ВМРО ДПМН има пријатели во светот, Македонија исто така има пријатели во светот и тие односи со САД ќе продолжиме да ги негуваме. Бевте единствениот на погребот на Буш, единствен представник од Македонија. Па да, поранешниот покојниот претседател на Соединетите Американски држави Џорџ Буш постариот беше вистински пријател на Македонија. Во неговиот мандат Македонија 1991 година прогласи независност и тој беше еден од поддржувачите на македонската независност, на демократизацијата, на промените во Македонија. Неговиот син Џорџ Буш ја призна Република Македонија под уставно име, така што станува збор за американски претседатели и за семејство кое што е приврзано кон Македонија, станува збор за пријатели на Македонија и тој негов погреб, тоа негово заминување, таа негова почет која што се искажа во Конгресот на САД е едноставно еден гест, еден однос на почитување, но и на негување на македонско-американските односи.